Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на истинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 40 до 45 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва, после некаде 4,5 месеци, политичка анализа која нема да биде наменета само за оние кои се мембарси или користат опцијата membership на YouTube каналот Васко Ефто, туку за сите редовни гледачи. Може би пред изборите ќе имаме уште една или две политички, безбедносно или криминални анализи. И всушност преку овие анализи не само што ќе ги осветлиме некои процеси кои се случуваат во Република Македонија, туку ќе ви покажеме што пропуштате ако можете, а не сте се уште мембарси или користите опцијата membership на YouTube каналот Васко Ефто, бидејќи вакви политички безбедносни анализи тие кои се мембари или мембарси гледат секој вторник во 20 часот и 30 минути. Во вторник, значи веќе за 2 дена, тие кои се мембарси ќе може да гледат политичката анализа со некој работен наслов, планот на Албин Курти, како политички да го пензионира Али Ахмети. Вечерва ние ќе го анализираме планот на Љупчо Палевски Палчо, како да се брани или како да избегне долгата судска рака во Република Македонија, да не заврши во Идризово на топол оброк 3 пати на ден до крајот на неговиот живот. Вакви политички или безбедносни анализи имавме неколку, и те беа на опција за membership. Имавме интервју со правниот застапник на Љупчо Палевски Палчо и всушност ова нема да биде реконструкција на убиството на Вања Ѓорчевска и сена тоа што следеше, претходеше или сега се случува, туку само пополнување на оние празнини кои остана непополнети во она слагалица или пазлс, каде што ги имате сите тие елементи, каде што гледате емисии или читате текстови на македонски портали, на македонски подкасти или македонски телевизии и многу работи ви се нејасни. Бидејќи не сте мембари, дел од тие работи не сте можели да ги слушнете. Еден поголем дел од тие работи вечерва ќе анализираме и всушност вие ќе се направите целата таа слика што се случувало, како се одвивале работите и како можат да завршат сите тие процеси. Во последните две емисии за мембарсите или за мемберите, двете емисии има работен наслов Битка за таткото на Вања, се мисли на таткото на Вања Ѓорчевска или девојчето убиено на 14 години, на 27 ноември минатата година и втората емисија Аргентинско танго на Палчо. И тамо всушност ги објаснуваме сите тие процеси врз база на предпоследната емисија Аргентинското танго на Палчо следуваше писмото на Љупчо Палевски Палчо, дали тој го напишал, дали тој дал одредени смерници, па некој друго напишал, па беше објавено на Facebook страницата или официјалната страница на неговата политичка партија Десна, која го смени од лидерската позиција. И всушност враќањето или не враќањето на Палчо може да има битни рефлексии на политичките прилики или политичките разврски во Република Македонија, бидејќи можно враќање на Љупчо Палевски Палчо од Бели Кесир во Република Македонија пред изборите ќе го отвори прашањето на таа симбиоза, на таа мешавина, на тајни служби, на криминал, на длабока држава и нивното учество во политичките процеси во Република Македонија. Затоа одредена структура која тамо од 2018 година правеше се со помош на Љупчо Палевски Палчо или беше политички чадор на Љупчо Палевски Палчо да има битно влијание врз процесите кои следеа на оно движење Бојкотирам, па референдумот на 30 септември 2018 година, па не на промена на името и така натаму и така натаму. И тука ќе треба да се отслика целата нивна роља и ролјата на Љупчо Палевски Палчо, дали тие биле борци за промена или за не промена на името. Каква била нивната улога, кој стоел од позадина, кој ги влечел конците, тие биле главните играчи, тие биле идеолозите или тие биле само некои кукли во куклениот театар, и тука има битна рефлексија на политичките процеси. Затоа во Република Македонија веќе имате две групации. Едната групација која ќе притиска за враќање на Љупчо Палевски Палчо пред изборите во Република Македонија и ќе имате друга политичка групација која ќе работи Палчо да не се врати пред изборите во Република Македонија. Што е најинтересно, тие две групации, едната за враќање, а другата за невраќање на Љупчо Палевски Палчо, имаат своји играчи и во власта и во опозицијата. Знаете, кога вие ќе ги расчлените работите, тога сваќате дека власта и опозицијата во одредени процеси во Република Македонија, делови на власта или делови на опозицијата имаат различни стојалишта, различни интереси во однос на нивните матични партии. И тоа ги прави многу интересни овие избори во Република Македонија. Вчера беше објавена одредена анкета
На таа анкета, например, разликата помеѓу Гордана Селјановска и Стево Пендаровски е некаде околу 3%, на тотал тоа е некаде околу 50-55 илјади гласови. И таа анкета е направена на самиот почеток кога се појавија 7 кандидати кои учествуваа во првиот круг на претседателските избори. Секој резултат помеѓу 30 и 50 илјади гласови разлика за Гордана Селјановска пред Стево Пендаровски во првиот круг, веројатно ќе предизвика узбуна во изборниот штаб на ВМРО-ДПМНЕ, да не речем и паника, бидејќи тие најавува една сигурна победа, една убедлива победа, 100, 120, па дури 150 илјади гласови. И тоа Христијан Мицковски го кажа во неколку своји телевизиски интервјуа, најконкретно во телевизиско интервју во вестите на Алса Тем телевизија, тоа некаде пред 2 или пред 3 месеци, што ќе рече дека секој тесен изборен резултат на Гордана Селјановска во однос на Стево Пендаровски, а сите знаеме дека албанските гласови во вториот круг на претседателските избори ќе бидат насочени некаде 70-80% спрема 20 во корис на Стево Пендаровски, со некаква можна реприза на изборите 1999 година, што ќе рече тесна победа на Гордана Селјановска во првиот круг на претседателските избори, ќе значи ветер во грбот на СДСМ и на Стево Пендаровски. Некоја убедлива победа може да предизвика џан да разбира, бидејќи на анкетите води ВМРО-ДПМНЕ. Знаете, поентата е, или клучно ќе биде за кој ќе гласат е 10 до 15%, кои вообичаено гласа за победникот на изборите. И тука сега се можни два победника на изборите. Тој што ќе има најмногу освоени гласови или најмногу освоени пратенички мандати, и тој што ќе ја продаде приказната дека без разлика на тоа кој ќе биде поединечен победник на изборите, дека тие ќе формираат власта. Ако СДСМ успее да ја продаде приказната, а тоа ќе биде многу потешко, бидејќи како што сега стојат работите, нема да може да го формира Европскиот фронт со ДУИ и со другите албански политички партии, кои го најава повеќе од 12 месеци, но ако СДСМ успее да ја продаде таа приказна, тогаш еден добар дел од тие 10 до 15% кои гласа за победниците ќе гласа за СДС. Ако СДСМ тоа не успее да го продаде, ако ВМРО-ДПМНЕ јавни набрано дека еве не е формиран Европскиот фронт, дека тие се сигурни победници, тие ви кажувале дека нема шанса да биде формиран таков Европски фронт, тогаш еден поголем дел од тие 10 до 15% ќе гласа за ВМРО-ДПМНЕ. Затоа сега тешко вие може да процените или да предвидите што ќе се случи, се уште не ги знаете носителите на листите, се уште не знаете каков ќе биде резултатот во првиот круг на претседателските избори и се уште не знаете кој ќе ја продаде во овие 60 дена на изборна кампања приказната дека е сигурен победник. Ако не е победник на изборите, тогаш тој ќе ја формира идната македонска влада. Два клучни датуми имаме при бегството на Лјупчо Палевски Палче од Република Македонија. Ако тој грозоморен чин на убиство на Вања Ѓорчевска и на Панче Жежовски е утрото на 27 ноември 2023 година, неколку дена претходно убиството на Панче Жежовски во околината на Велес, тога заминувањето на Лјупчо Палевски Палче од Република Македонија се случува на 30 ноември 2023 година. Тоа е четврток или само 3 дена пред пресконференцијата на министерот за внатрешни работи или поранешниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, на кој тој соопштува дека Лјупчо Палевски Палче е првоособничен и неговата улога или учество во тие две убиства на Панче Жежовски и на Вања Ѓорчевска. Значи во меѓувреме, помеѓу 27 ноември и 30 ноември, еден или два дена после грозоморното убиство е она емисија Крш Мавети, кај што Лјупчо Палевски Палче, тоа е негова последна емисија, ја објавува или ја снима еден или два дена после убиството на Вања Ѓорчевска. Денот кога е убиството на Вања Ѓорчевска е единствен ден кога Лјупчо Палевски Палче нема ништо објавено на Facebook или на социјалните мрежи. Во меѓувреме тој значи снима една емисија Крш Мабети, каде што мртов ладен прави одредена анализа на балкански процеси во Република Македонија, никакво оружје, слични некои операции, што ке рече дека или е некоја подвоена личност, па може еден или два дена после такво грозоморно убиство да може да излезе пред камери и да кажува работи како ништо да не се случило, или дека не е некој кој учествувал во тој процес. Меѓутоа тоа ќе покажи истрагата. Наредниот ден после снимањето на емисијата, тоа е среда, тој бара нотар, на кој ќе може да биде заведено возилото, да биде префрлено негово лично име, иако возилото е поклон кој е дадено во владење на партијата Десна, значи бара нотар, возилото кој е дадено во владење на партијата Десна, да биде префрлено негово лично име и со тоа возило наводно тој да замини во Белград на некакви разговори, на некакви прегледи, а подоцна ако тие прегледи се покажат успешни или неуспешни, да замини евентуално на дополнителни прегледи во Турција. Тоа е приказната која каже Лјупчо Палевски Палче, која е сосема различна од официјалната приказна
на официјалните власти во Република Македонија. Бидејќи во средата, а тоа е 29 ноември, гледате каков еден ден, 29 ноември, во поранешна Југославија се славеше како ден на Републиката, значи на 29 ноември тој не може да најде нотар и одлучува дека со својот адвокат Васко Стојков на 30 ноември, тој четврток, ќе замени во Белград. Ке има неколку средби, ке има неколку разговори, прегледи и така натаму и така натаму. Некаде во четвртокот на 30 ноември, околу 13 часот, тој тргнува кон Белград, по патот кој трае 4 или 5 часа, како што вели адвокатот во неговиот исказ за одредени македонски медиуми, нема никакви елементи кои би можеле да фрлат сомнеш на неговото однесување. Не покажал никакви знаци на расејаност, на некаква загриженост, на нешто дека тој учествувал во такви два грозоморни настани. Тоа не значи дека не учествувал, но велам дека не оставал никаков простор за сомнеш дека може би е загрижен, дека може би е расејан, дека нешто му тежи на душата или врз главата и тие стигнуваат во Белград. При стигнувањето во Белград, тој веќе има закажан еден разговор кој е во трајање околу 90 минути. Тој разговор се случува во центарот на Белград, во она позната култна кафана, ресторан Руски цар на Кнез Михајлов улица во центарот на Белград, и разговорот е со Драган Скобалј. Драган Скобалј им е познат на тие кои сурфаат по интернет или на YouTube каналите. Можете да најдете негови разговори, каде што тој објаснува одредени елементи од геополитиката во светот и така натаму и така натаму. Проруски настроен геополитички аналитичар. Тој има значи некаде 90 минути разговор со Љупчо Палевски Палчо. Вториот човек со кој тој телефонски разговара или се слуша е човекот со име Драган Матич, односно Зоран Матич. Зоран Матич е човек кој има неколку хотели на територијата на Белград, во меѓувреме ги има продадено или ги има распродадено или ги има изнајмено други да ги користат. Сега засега или во овој момент има некакви хотелски објекти на периферијата на Белград во Раковица. Во центарот на Белград неговиот син располага со хостелот Таш, кој е во близината на правниот факултет во Белград, значи некаде во близината на оној познат хотел Метропол. Тамо одседнува во четвртокот на 30 ноември Љупчо Палевски Палчо. Тоа е хостел кој почнува после третиот и четвртиот кат, значи вие со лифт стигате до третиот до четвртиот кат и тамо се наоѓа рецепцијата каде што е хостелот или хотелот кај што за време на неговиот престој во Белград е сместен Љупчо Палевски Палчо. Едно ноќевање во тој хостел чини $60. Толку плаќа Љупчо Палевски Палчо. Ние презентиравме во она емисија за мембар или за мембарси како изгледат собите на тој хотел или хостел Таш во центарот на Белград или во близината на правниот факултет во Белград. Можете да одите на интернет, да побарате хотел Таш во Белград, да видите за какви соби станува збор. $60 платил Љупчо Палевски Палчо. Иако Зоран Матич му имал понудено да биде сместен во некој од неговите станови во Белград, Љупчо Палевски Палчо инсистирал да биде сместен во хотел или во хостел и да сплати самиот. Тоа покажа дека тој можеби размислувал да има одредено алиби каде се наоѓа во Белград, каде е сместен во Белград, бидејќи ако е сместен во некој стан, тогаш ќе гори човекот кој го сместил во станот, ќе гори адвокатот кој го однел преку границата на Република Македонија и го испорачал или го оставил во Белград, а Љупчо Палевски Палчо ќе нема алиби каде бил во тие 1 или 2 дена додека престојал на територијата на главниот град на соседна Република Србија. Значи доаѓа на 30 ноември во Белград, има еден разговор во Руски цар, се слуша со Зоран Матич, му наоѓа сместување во хостелот или во хотелот Таш и таа вечер Љупчо Палевски Палчо останува во Белград. Другиот ден веќе се распрашува за заминување во Турција. Стеван Димковски доаѓа од Струмица со джип, со струмички регистарски таблички и ја напушта територијата на Србија. Во меѓувреме преспива во Ниш и подоцна веќе преку територијата на Бугарија, на граничот премин Капитан Андреево, влегува на територијата на Република Турција. Значи адвокатот четвртокот вечер на 30 ноември се враќа во Република Македонија, четвртокот 30 ноември кон петокот на 1 декември се враќа во Република Македонија. Следните 3 дена, петок 1 декември, сабота 2 декември, недела 3 декември се клучни во тие процеси кои претходот на пресконференцијата на министерот за внатрешни работи или екс-министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на 3 декември и она финална пресконференција на 5 декември, кога сите тие работи се презентирани пред македонската јавност. Бидејќи се тие 3 клучни денови
и се многу сензитивни, ние многу внимателно ќе ви ги презентираме податоците, информациите кои ќе ги имаме, а кои се клучни, можеби не за реконструкција на овие настани, туку за пополнување на таа сложувалка, како се случуваат работите, што претходи, што е клучно и како ќе завршат сите тие политички процеси или криминални полициски процеси во Република Македонија. Веќе во петокот имаме 5 мина приведени. Едното лице од нив, со некој прекар Кико, нема никаква врска со тие процеси, станува збор за некој младо момче, кој после секој тренинг доаѓа на кафе во просториите на партијата Десна. Знаете, за да имате некаква представа што ќе биде многу важно подоцна кога ќе реконструираме што правел Љупчо Палевски Палчо на 27 ноември 2023 година, партијата Десна е кога одите од Веро Џамбо во правец на нова железничка станица. Некаде семафорите пред нова железничка станица од десна страна во онаа зграда се новите седишта на партијата Десна. Значи тамо упаѓа македонската полиција, тој петок на 1 декември се приведени 5 мина лица. Едниот од нив е Кико, кој веднаш после тоа е пуштен, никош повеќе не е викнат или повика на некаков информативен разговор, бидејќи ниту има некакви врски со Љупчо Палевски Палчо, ниту е некој активен симпатизер или функционер на партијата Десна, ниту пак учествува во овие политички, безбедносни и криминални процеси кои се поврзани со убиството на Панче Жежовски и на Вања Ѓорчевска. Второто лице кое е приведено или е повикано на информативен разговор во петок на 1 декември е Кристијан Плотников. Тој е член на партијата Десна, кој заедно со Љупчо Палевски Палчо работи на тие подкасти, па мислам дека и самиот има некаков подкаст или некаква емисија на подкастот Крш Моабети. Третото и четвртото лице е еден брачен пар кој пред неколку години од Исланд се враќаат во Република Македонија, кога она позната исландска фирма, сега од разбирливи причини не го кажувам името, бидејќи станува збор за еден инвестиционен субјект кој е присутен тука во Република Македонија, кој нема никаква врска со овие настани кои претходат на убиството на Панче Жежовски на Вања Ѓорчевска, значи овој брачен пар работел за тој исландски инвеститор тука во Република Македонија. Во еден временски период тие дава донација возило марка Рено на политичката партија Десна. Тоа е она исто возило кое сака Љупчо Палевски Палчо со помош на нотар да го префрли на своје име за да може да отпатува во Белград. Кога тоа не успева да го направи, тога со помош на неговиот адвокат Васко Стојков во четвртокот на 30 ноември заминува во Белград. Тие се повикани на информативен разговор, прва жената, а подоцна и мажот, подоцна се ослободени бидејќи се покажа дека немат никакви врски со овие настани, само го поклониле возилото и се симпатизери и членови на партијата Десна. Тие имат стан во општина Аеродром, но живеат во општина Карпош. И петото лице, кое петокот на 1 декември е повикано на информативен разговор, е Владко Кешишев. Тој е едно од овие 3 лица кои се сега на топол оброк 3 пати на ден во она притворско оделение во Шуто Ризари. Значи, двајца велешката група, двајцата велешани кои се сега во притвор, не се повикани на информативен разговор. Првиот ден, петок на 1 декември, повикан е само Владко Кешишев. И тоа покажа дека полицијата дури некаде во тој меѓупростор помеѓу петок и сабота, кога е вториот ден, кога на информативен разговор, така гласеше полициското соопштение или тоа што го објавија македонските медиуми, во саботата, значи 2 декември, така пишува македонските медиуми, на информативен разговор се повикани 3 лица од 5 мината кои биле повикани или кои биле приведени во петокот на 1 декември, што не одговара на вистината. Во саботата на информативен разговор е повикан само Владко Кешишев, кој е еден од овие 5 мина кои биле повикани на информативен разговор петокот на 1 декември. Другите двајца од тројца кои се повикани на информативен разговор се велешката група Боре Видевски и Велибор Мановски. Значи многу прецизно. Во моментот во притвор се 3 лица кои се поврзани со ово убиство. Тоа велешка група Велибор Маневски, Владко Кешишев и Боре Видевски. Владко Кешишев е со потекло од Штип. Таткото на малата Вања Ѓорчевска и Стефан Димковски, тој е човекот со джипот со струмички регистарски таблички кој од Белград го носи Љупчо Палевски Палчо до Турција, до градот Бели Кесер и подоцна се враќа во Република Македонија. Во тие 3 дена, значи петокот, саботата и неделата, 1, 2 и 3 декември, посредно со помош на својот адвокат или се на одредени лица, Љупчо Палевски Палчо има комуникација со представници на македонската полиција. Ја користи апликацијата Телеграм
се јавува петокот, саботата и неделата и посредно, значи преку телефонот на својот адвокат и преку таа апликација Телеграм, тој има непосредна комуникација со македонската полиција. Што ќе рече дека македонската полиција и пред она пресконференција на министерот Оливер Спасовски точно знае каде се наоѓа Лјупчо Палевски Палчо, дека е во Турција всушност, тоа го кажа Лјупчо Палевски Палчо. Во еден од тие два телефонски разговори, Лјупчо Палевски Палчо ја кажува маршрутата на неговото движење на тој кобен ден, 27 ноември 2023 година. Јас ќе се обидам да ви ја насликам, да ви ја исцртам таа маршрута, која е малце поразлична од маршрутата која ја објавија македонските медиуми, дали ја објавија бидејќи самите дошле до тие информации или им ги сугерирала македонската полиција или органите кои се вклучени во расветлување на целиот овој случај. Тоа не значи дека тоа што го кажувал посредно Лјупчо Палевски Палчо е точно, туку само ви отсликувам како тој ќе се брани пред македонските власти. Всушност се ова што ви кажувам е многу малку реконструкција, многу повеќе пополнување на целата случувалка и најважно, ова ќе биде дефинитивно планот на Лјупчо Палевски Палчо или стратегијата на Лјупчо Палевски Палчо како ќе се брани пред македонските власти. Лјупчо Палевски Палчо вели дека утрината на 27 ноември 2023 година тој тргнува од партијата Десна. Ви објаснам дека партијата Десна е во она зграда, или седиштето на партијата Десна е во она зграда кога одите од Веро Џамбо кон нова железничка станица. Со возилото излегува на улицата кон Народна банка, поминува покрај Народна банка, го поминува мостот после Народна банка и стигнува до семафорите кај она трговски комплекс, стоковна куќа, како да наречеме Мавровка, врти лево, поминува под стоковната куќа мост и се упатува кон мостот Гоце Делчев кој води кон македонската влада. Иако вообичаено, како што кажал, индиректно на безбедносните структури или на полицијата посредно преку својот адвокат, иако секогаш врти десно и поминува покрај македонската влада, овој пат не скршнал десно, значи го поминува мостот Гоце Делчев, ги поминува семафорите, од лева страна му доаѓа објектот Тифани и тука на семафорите скршнува десно на Партизанска улица или на партизански одреди. Ги поминува семафорите кај Соборната црква, оди уште 100 метри и некаде кај кафичот Кала, кај улицата кај кафичот Кала, кај што беше некојаш Мечос пицерија, од лева страна се наоѓа и она аптека на Зегин, врти десно и оди во одреден објект. Како што самиот вели, тој објект имал некакво име, Радио Рим или нешто слично на тоа. Тие набавувале некакви котли од него, сега овие работи ви кажувам, тие луѓе немаат никаква врска, знаете, со овој случај, туку само правам некаква реконструкција на движењето на Лјупчо Палевски Палчо. Тоа е некаде са вајлето, како што вели Лјупчо Палевски Палчо, помеѓу 7 и 8 часот, влегува тамо, се уште директорот не е дојде на работа, тоа е понеделник, значи во раните утрински часови се наоѓа само жената која чисти, која ги држува тие простории, се напива кафе или некаков разговор има од нога, бидејќи не може да види за што станува збор, за какви котли му требат, тој заминува. Значи тоа е улица Ленинова или сегашна Минта, беше Минта, па повторно веројатно се врати на името Ленинова. Тоа е значи една улица пред улицата кај што живееше малата Вања Ѓорчевска со својата мајка и со својата сестра. Значи поминува по улицата Ленинова, некаде помеѓу Партизанска и помеѓу Илинденска улица, и завршува врти лево на Илинденска улица. Се движи по Илинденска улица, стига некаде до семафорите кај Мида, па врти десно во правец на хотелот Александар Палас, доаѓа до на раскрсница која лево се оди кон Систина, па десно се поминува, Качанички пат и така натаму и така натаму, и според кажувањето на Лјупчо Палевски Палчо се упатува кон Скопска Црна Гола, селото Бразда или селото Глубо, кај што живее неговата мајка и кај што живее неговиот брат. Во еден временски период таму живеела и неговата ќерка. Според кажувањето на Палчо, некаде околу 9 или 10 часот тој веќе се наоѓа во куќата на неговата мајка, зема одредени пари или одредени средства, бидејќи печатот од партијата Десна го нема кај себе, се враќа во седиштето на партијата Десна, го зима печатот и повторно со истото возило, тој возилото Рено, се враќа некаде позади Бунјаковец. Тука имате една банка,
Hal банка, тоа е веднаш позади Бунјакоес, веднаш позади Дестат, каже она кебапчилница, и тука уплаќа одредени средства за потребите на партијата Десна. Плаќа сметки, бидејќи има добиено одредени средства, и го добил печатот, ги завршува сите тие банкарски работи и како што самиот кажа, подоцна повторно се враќа дома и во партијата Десна и се подготвува за она анализа во Крш Муабети која ја снима дали тој ден, дали наредниот ден, тоа ќе каже самиот Лјупчо Палевски Палчо кога ќе се врати или кога ќе биде вратен во Република Македонија. Значи сите овие субјекти кои ги споменавме, Хал банка, каде што плаќа Лјупчо Палевски Палчо, она фирма Радио Рим или како се нарекува на улица Ленинова, немаат никаква врска со овој настан или со овој случај, туку само се дел на таа реконструкција која Лјупчо Палевски Палчо ја раскажува со посредство на својот адвокат пред полициските структури во Република Македонија. Што е најинтересно, еден или два дена претходно, Лјупчо Палевски Палчо веќе подготвува во наводници некакво алиби и почнува да кажува еден или два дена пред да се случи тоа и на самиот разговор кој ги има со овие полициски структури дека некакво возило со велешки регистарски таблички го следело Лјупчо Палевски Палчо. Тој рече дека тој или си имал мувата на капата или сакал да обезбеди одредено алиби, меѓутоа го споменува тоа велешко возило кое подосна се јавило како клучно возило во расчистување на целиот овој спектар на убиството на Панче Жировски и убиството на малата Вања Ѓорчевска. Знаете што е клучно? На овие своји соработници, дури би рекол идолопоклоници, луѓе кои во него гледаа Месија, во него гледаа Папа, така и го славува, во него гледаа Господ, гледате која е таа некаква подреденост или која е таа обсесивна поставеност во однос на Бранко Царенковски. Бранко Царенковски кој беше нарекуван Папа од структурите, членовите или симпатизерите на СДСМ, тоа е обсесивна некоја преокупација на Лјупчо Палевски Палчо. Секогаш Лјупчо Палевски Палчо сакал да биде Бранко Царенковски. Сакал да биде калиф на местото на каливот. Ниту имал некакви интелектуални, ниту имал некакви политички капацитети да го наследи Бранко Царенковски, меѓутоа таа обсесија со Бранко Царенковски го натерала да бара или луѓето кои му се идолопоклоници да го нарекуваат Папат. Пред тие луѓе тој ја шири приказната дека можеби тоа велешко возило кое го следело, гледате, можеби тоа е параноја. Можеби тоа е некаква филм или филмчиња кој тој си ги прави, бара одредено алиби, само ја ви кажам каква ќе биде одбраната на Лјупчо Палевски Палчо. Тој се сомневал дека Сашо Мијалков стои позади таа операција, дека тој му го праќа тоа возило со белешки таблички, кој може да го начека и повтор па да го претепа на скопските улици. Тоа на приказна која Палевски и 3 години претходно ја кажуваше дека бил претепан од луѓе на Сашо Мијалков и дека завршил на лекување во болницата Систина. Иако за волја на вистината, вистината е сосема поинаква, дека припадници на оној клан Грчец, некои од нив се во бегство надвор од Република Македонија, пред 3 години го претепале Лјупчо Палевски Палчо. Зошто го направиле тоа? Кои биле причините, кои биле мотивите, си знаат тие самите. Предпоставам дека имат одредени нерасчистени односи и нерасчистени сметки, меѓутоа било кој кога ќе се напие кафе со било кој припадник на скопското подземје, ќе ја слушни таа информација дека припадници на кланот Грчец пред 3 години, а не Сашо Мијалков, го претепале Лјупчо Палевски Палчо. Кога во неделата, со посредство на својот адвокат, кога се врши претесот во неговата семејна куќа, кога се распрашуваат и неговата сопруга и неговиот брат, кога полицијата доаѓа тамо, кога веќе се знае дека Лјупчо Палевски Палчо е прво осумничениот во целиот овој процес и кога посредно има телефонска комуникација со представниците на македонската полиција, Лјупчо Палевски Палчо забезекнат или изненаден кажува: леле, сега сватив дека тоа велешко возило се лепело до мене кога возев, за да може да ме шклјоца, за да може тие сейфти камери или сейфти сити камери или безбедносни камери кои снима движење по скопските улици, да не снима дека сме заедно, јас со Реното пред возилото, а позади мене возилото Citroen со велешки регистарски таблички и да бидеме осумничени за убиството на Вања Ѓорчевска. Тоа е приказната на Лјупчо Палевски Палчо. Дали веруваме во таа приказна? Апсолутно не. Меѓутоа, должност ми е да ви ја презентирам таа приказна, да ги имате информациите од двете страни. Јас верувам дека Лјупчо Палевски Палчо учествува во овој процес. Дали е прво осомничен, второ осомничен, трето осомничен, тоа е небитно. Мислам дека Лјупчо Палевски Палчо на крајот на денот ќе игра на картата дека не тој, туку еден од двајцата велешани
кои учествуваат во овие процеси, можеби бил човекот кој пука, а дека не е Лјупчо Палевски Палчо. Ова се мои предпоставки, бидејќи знаете, на крај на денот, човек кој може да изврши такви две грозоморни убиства, како што вели, или како што прејудицира, или како што се сомнева и министерот, поранешниот министер за внатрешни работи и јавниот обвинител за борба против организираниот криминал, бидејќи ако сте вие прво осомничен, тука сте човекот на кој паѓа најголемиот товар, дека бил идеологот или дека бил извршителот на овие две грозоморни убиства, тогаш ако вие извршите такви две грозоморни убиства како што се осомничен, а еден или два дена после тоа снимите кршмабите или емисија подкаст и раскажувате или говорите како ништо да не се случило, мува не ве лази, па по 3 дена заминувате, тоа е четврток 30 ноември во Белград, 4 или 5 часа се возите со својот адвокат, па имате 1,5 час разговор со Драган Скобалј и вие разговарате како ништо да не се случило, тога сте или мртов ладен или ладен како шприцер, или сте двојна личност која може да направи такво грозоморно убиство и подоцна се однесува како ништо да не се случило, или најмали се шансите дека вие не сте учествувале во тие процеси, може би сте биле дел на таа киднаперска екипа, но веројатно или не знам, тоа ќе го каже Лјупчо Палевски Палчо, не учествувал во потегнување на орозот или на пиштолот за да ги изврши тие две грозоморни убиства. Ете што е најинтересно. Најинтересно е што македонската полиција во тие посредни разговори со Лјупчо Палевски Палчо и доека ги испрашува овие луѓе, прво во петокот, а подоцна и во саботата, го поставува најчесто прашањето. Знаете, сега ова е малку индискретно, но мора да биде кажано за да може да ја направите целата слика. Дали Лјупчо Палевски Палчо имал љубовница? Повеќе не кажам. Веројатно самите ќе може да се направите целата таа приказна. Што се случува? Кои се мотивите? Што може би под завесата треба да размислувате или во кој правец ќе може да оде истрагата, ќе може да оде одбраната? Јас се надевам на враќање на Лјупчо Палевски Палчо кога сите овие прашања ќе му бидат и него лично поставени. Ако сте заинтересирани, ќе станете мембари и ќе погледнете емисијата која е наменета за мембарите со наслов Аргентинско танго на Палчо, каде што објаснуваме целата таа маршрута на движење на Лјупчо Палевски Палчо од моментот на влегување во Турција до апсењето во Турција. Зошто Аргентинско танго? Бидејќи Интерпол има 3 седишта. Едното седиште е во Лион, едното седиште е во Сингапур и едното седиште е во Буенос Ајрес или во Аргентина. Сите тие 3 седишта треба да обезбедат 24 часовно покривање на територијата ни светот, на било која точка на земјината топка, бидејќи таа пријава која македонскиот МВР ја испрека до Интерпол, неколку часови седи под она ознака или дознака пендинг, значи постои, но се уште не е оперативна, а бидејќи се добијат информации дека Лјупчо Палевски Палчо се наоѓа на територијата на Турција, за да биде таа пријава која преку Интерпол е процесуирана оперативна, односно да не биде пендинг, мора целата таа комуникација да се одвија преку Аргентина и преку Буенос Ајрес, за да стане оперативна таа пријава, за да може турските власти и припадниците на Интерпол во Турција да го опсат во Бели Кесир. Тој е град некаде на половина пат помеѓу Измир и Бурса. Што се случувало, како се случувало, што купувал, каде одел Лјупчо Палевски Палчо, кој е македонскиот граѓанин кој повеќе од 30 години живее на територијата на Турција, како јавал македонското МНР, односно МВР, како таа фотографија на Лјупчо Палевски Палчо доаѓа до македонските власти кои објавуваат на пресконференцијата, тоа ќе видите во на емисија Аргентинско танго на Лјупчо Палевски Палчо. Само 2 или 3 дена после таа емисија, каде што се објаснува целата шема на движење на Лјупчо Палевски Палчо на територијата на Турција, стигнува писмото на Лјупчо Палевски Палчо. И тоа писмо, а тоа е операција за спас на таткото на Вања Грчевска, ние го анализираме во емисијата од минатата недела. Значи минатиот вторник емисијата која е намената за мембари и за мембарси, трае некаде 43 минути, таму ги анализираме сите тие детали зошто е клучен таткото во целата ова операција. Значи Лјупчо Палевски Палчо е уапсен некаде на периферијата на турскиот град Бели Кесир. Неговото писмо, кое е објавено минатата недела, според мене е генерална проба за да се тестира македонската јавност и врз база на реакциите на македонската јавност во однос на писањето или на тоа што е написано во тоа писмо или во тоа писање на Лјупчо Палевски Палчо, кој го пишува во затворот во Бели Кесир, кој со посредством на неговиот адвокат наводно е стигнато до неговата партија Десна, па тука адвокати на партијата Десна
и оние симпатизери, клучни соработници на Лјупчо Палевски го анализираат, го коригираат, го преправат, го дотеруваат и го објавуваат пред македонската јавност. Дали го пишал Палчо, не го пишал Палчо, тоа ќе покаже истрагата која ќе следува. Меѓутоа тоа писмо и содржината на тоа писмо кое е анализирано, велам, минатиот вторник во она емисија за таткото на Вања Ѓурчевска, Лјупчо Палевски Палчо и екипата која стои позади Лјупчо Палевски Палчо ја тестира македонската јавност, ги тестира реакциите на македонската јавност. Врз база на реакциите на македонската јавност ќе следува брза екстрадиција на Лјупчо Палевски Палчо или поспора екстрадиција пред или по изборите во Република Македонија. Во зависност од тоа како е проценето, дали се добри или се лоши реакциите, ќе имаме брза или ќе имаме спора екстрадиција. Меѓутоа едно име е излечено од целиот шинел на политички имиња во Република Македонија. 3 имиња се на некој начин очекувано споменати: Оливер Спасовски, Гаврил Бубевски и министерот за правда Кренар Лога. И нив Лјупчо Палевски ги дефинира како политички аутисти. Четвртото име кој е дефинирано како политички аутист е Александар Николовски, или вториот човек на ВМРО ДПМН. Човекот кој е главен во безбедносното милје на таа партија, кој е политички чадор на оваа Завиша филм или Застава филм групација. И ако го гледавте интервјуто со Оливер Андонов, тој вели дека 2018 година новинари кои се блиски до споменатиот чадор на Завиша филм групација и до самата Завиша филм групација му воспоставуваат однос или комуникација со Лјупчо Палевски Палчо. И има уште едно лице кое сега не живее на територијата на Република Македонија, кој е заинтересиран за одредено интервју, каде што ќе каже како новинари блиски на политичкиот чадор на Завиша филм групација и луѓе од самата структура на Завиша филм групација, поранешни клучни играци во Агенцијата за разузнавање во времето на Ѓорги Иванов, му ги воспоставуваат релациите со Лјупчо Палевски Палчо, му организира средби со Лјупчо Палевски Палчо, тоа они бурен период пред референдумот на 30 септември, па формирање на движењето Бојкотирам, значи не ова движење кое сега делува туку оној процес на Бојкотирам против референдумот за промена на името. Значи тука главната роља игра таа Завиша филм групација, политички чадор е споменати од Александар Николовски и Лјупчо Палевски Палчо, гледате, го излекува Александар Николовски од чинелот на сите политичари кои го имаат искритикувано и него го нарекува политички думстер и го става во истиот кош со Оливер Спасовски, со Гаврил Бубевски и со Кренар Лога. Зошто би го направил тоа Лјупчо Палевски? Прво, за да го амнестира Александар Николовски. Знаете, ако вие некого напаѓате и го нарекувате со такви погрдни имиња, тогаш тој човек сигурно индиректно преку него луѓе не соработувал или не ја терал водата на воденица на Лјупчо Палевски Палчо. И како второ, знаете, кога вие го напаѓате Александар Николовски, а луѓето на Христијан Мицкоски го споделуваат на социјалните мрежи првите 24 часа од кога вие сте го објавиле вашето писмо, и после 24 часа им текнува дека со тоа што како луѓе на Мицкоски го објавуваат тоа писмо, на некој начин индиректно или директно Палчо го поврзува со лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски и паѓа друга команда дека треба да се напаѓа Лјупчо Палевски Палчо. Гледате, тоа е на некој начин лајт мотивот или рамката на писмото на Лјупчо Палевски Палчо, политичката суштина или политичката суштина на тоа писмо, и врз база на реакциите на јавноста во однос на тоа писмо ќе имаме брза или ќе имаме спора реакција или спора екстрадиција на Лјупчо Палевски Палчо од Беликесир, Турција во Република Македонија. Има една структура која е поврзана со таа Завиша филм групација, која е блиска до поранешниот председател на Република Македонија Ѓорги Иванов, кој има исклучително блиски односи и со турската администрација и со Реџеп Тајип Ердоган, и таа групација во текот на изминатите неколку месеци или после апсењето на Лјупчо Палевски Палчо, преку своји канали, а поранешен прв човек на Агенцијата за разузнавање има побарано политички азил на територијата на Турција, преку своји канали, врши лобирање да се успори целата таа постапка на враќање на Лјупчо Палевски Палчо во Република Македонија. Зошто? Бидејќи ако Палчо се врати во Република Македонија, ако пропее при испрашувањето во Република Македонија, може да каже многу работи. Зошто убиството се случува токму на 27 април, кога е самитот на ОПСЕ во Република Македонија, врските со ова Завиша филм групација, можните врски со македонската опозиција, можните врски со луѓе од македонската власт или делови на таа македонска власт. Знаете, кога вие ќе го расплеткате тоа клопче кое има рок на траење или употребна верност најмалку 32 години, каде што и ќоро е сакато замешано, тајни служби,
олигархија, медиуми, подземје, надземје и така натаму и така натаму. Тогаш ќе сватите дека Лјупчо Палевски е дел на тој систем. И кога вие припадник или човек кој е дел на тој систем ќе го вратите во Република Македонија и тој да си ја спаси кожичката ќе почне да пее, знаете, тамо или ќе молчите или ќе пеете, ќе молчите бидејќи се плашите дека ако излезете надвор од затвор ќе завршите полошо тоа да останете во затвор, или ќе пеете за да може да се спасите, тоа се двете опции. Тогаш многу личности кои сега ги воспримаме во одредено светло, можеби ќе треба да почнеме да ги гледаме во едно сосема друго светло. Ајде емисијата или ова вечерашна политичка анализа посветена на Лјупчо Палевски Палчо со ексклузивни информации, да завршиме со една ексклузивна анализа која никој во Република Македонија ниту има направено, ниту пак тие информации ги има презентирано пред македонската јавност. На 21 декември 2023 година ќе прочитам внимателно што е напишано од страна на Игор Јанушев, пратеник во македонскиот парламент, од неодамна член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, а до пред една или две години, односно до губење на изборите на 15 јули 2020 година, генерален секретар на ВМРО ДПМН. Значи на 21 декември 2023 година Игор Јанушев пишува: "Вчера објавив дека СВР Велес на 24.11 ги известува буквално сите во МВР дека Панче Жежовски последен пат е виден во дворот на својата куќа од страна на комшијата на 21.11 околу 11 часот. И исто така констатирано дека Панче заминал со возилото Citroen BX. Продолжува: возилото е најдено пожарено на 27.11 околу 10 часот, а објавата, односно барањето за потрага по возилото е направено истиот ден на 27.11. Внимавајте, во 19 часот и 9 минути. Цели 9 часа по пронаѓањето на изгореното возило. Што се чекало речиси 4 дена, зошто не се барало возилото? Спасовски, се мисли на поранешниот министар за внатрешни работи, се слушаме. Кого пробуваш да заштитиш? Што криете? Ово го пишува Игор Јанушев на 21 декември 2023 година. Игор Јанушев и актуелниот министар Панче Тошковски се кумови. Тогаш Панче Тошковски не е се уште министар за внатрешни работи, меѓутоа се знае дека ВМРО ДПМН ќе го даде идниот министар или технички министар за внатрешни работи и само 30 дена пред Панче Тошковски да стане министар за внатрешни работи, неговиот кум Игор Јанушев го пише ова на социјалните мрежи, односно на неговиот Facebook профил. Значи тоа од страна на Игор Јанушев е напишано на 21 декември. На 7 март, значи некаде пред 3 дена, имаме соопштение на Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи, раководено од Панче Тошковски, кумот на Игор Јанушев, кој вели МВР нема основи за дисциплинска постапка против полициски службеници за истрагата на двојното убиство на ПЖ и ВГ Панче Жежовски и Вања Ѓорчевски. Ево тоа соопштение или во тој извештај кој е класифициран извештај, како што вели министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, стои: не постојат основи за покренување на дисциплинска постапка против полициски службеници од Скопје и Велес во врска со истрагата за двојното убиство на ПЖ и ВГ, информираат од МВР. Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги, професионални стандарди при МВР, на барање на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во врска со истрагата за двојното убиство на ПЖ и ВГ изврши проверка во СВР Скопје и СВР Велес. И имаме финале на овој извештај. И информираме јавноста со оглед на тоа дека извештајот е класифициран. Утврдено е дека не постојат основи за покренување на дисциплинска постапка. Значи не постојат основи за покренување на дисциплинска постапка. Воедно да Бирото за јавна безбедност при МВР се упатени задолжителни мерки да се донесат нови процедури и упатства за постапување, соопштуваат од МВР. Значи Министерството за внатрешни работи 2 или 3 месеци после писањето на Игор Јанушев, кога со тој орган раководи неговиот кум Панче Тошковски, вели дека нема никаква основа за дисциплински постапки против полицајци во СВР Скопје и во СВР Велес. Бидејќи е класифициран извештајот, ќе мора многу внимателно да ги презентирам сите информации, за да не завршам како колегата Томче Кежаровски. Во петокот, некаде околу 13 часот, му испраќам SMS порака преку сите социјални мрежи и апликации на министерот Панче Тошковски и ќе прочитам што сум го прашал министерот Панче Тошковски. Добар ден, господине Тошковски. Бидејќи извештајот на МВР е класифициран, во заграда извор соопштение на МВР, дали е точно
дека човекот, полицајецот или тој кој во Велес прв го добива извештајот и е изготвил телеграмата за исчезнувањето на Панче Жировски е ваш близок роднина. Има секакви мавети во Велешката чаршија, втор братучет, вако братучет, онако братучет, повеќе втор братучет. И второ прашање, и дали дежурниот во ЦИКот, Центарот за известување и за контрола, во Велешката полиција, кој треба да ја направи оперативна објавата и именувано лице во вашиот мандат. Ви благодарам однапред, Васко Ефтов, номинар. Значи и денес јавно му ги поставам прашањата, не велам констатации, на министерот Панче Тошковски, дали човекот кој прв го добива извештајот за исчезнувањето на Панче Жежовски и ја изготвува телеграмата, која подоцна треба да стане оперативна и близок роднина на министерот Панче Тошковски, и дали човекот кој треба да ја направи јавна или да испрати телеграмата од Велес до Скопје и именувано лице во мандатот на министерот Панче Тошковски може да именува 15 лица. Таму се именувани одредени началници на одредени полициски станици во одредени градови, може би тоа било и во Велес, не е направено само во Тетово, значи може да именува 15 лица, именува само 14 лица Панче Тошковски. На седница на владата со одредени политички маневри на министрите на ДУИ, Панче Тошковски не може да го смени или да именува нов началник на СВР Тетово, значи во овие 14 објекти, 14 структури на МВР, одредени СВР низ македонските градови, едно од тие лице е именувано од Панче Тошковски. Дали тоа лице требало да направи оперативна телеграмата и таа телеграма е испратена од Велес до централата во Скопје. Значи дали овие две лица кои се главни, како што пишува Јанушев, кои промашиле во целата таа постапка и процедура, па подоцна извештајот на МВР вели нема никакво пробашување, нема никакви основи за кривични или за дисциплински постапки, сега го прашавме Панче Тошковски, дали едното лице е именувано од него и дали второто лице е негов близок роднина. Гледате, почитни гледачи, мора многу внимателно, сега овие се многу силни, многу опасни, ке апсат, ке тепат, ке преведуваат или некако сака да не подсетат на оној период на Никола Груевски, кога луѓе со бричени глави и со широки вратови шета по македонските улици, многу се опасни. Или ние сега им се плашиме на тие луѓе, не сме преживеле 10 години режим на Никола Груевски, но поставуваме одредени прашања. И гледате како именувањето на Панче Тошковски сега можеби добива некоја сосема нова димензија, некаква сосема друга рамка. Знаете, тука е клучно прашањето. Или овие луѓе со помош на структурите, со помош на државата, ако дојдат на власт, ке пробат да ги забошутат сите процеси во кои учествувале, и тоа ќе биде мртва трка. Дали тие попрво ќе е јавна државата, или може би овие други структури, не мислам на СДСМ, мислам на одредени поединци, личности кои не се согласат ниту со ВМРО, не се согласат ниту со СДСМ, имаат сериозни замерки на владењето на СДСМ, но не може да забора што правеле Груевски, Мјалков и целата таа екипа во тие 10 години или 11 години власт на ВМРО ДПМН, тоа ќе биде мртва трка. Дали овие луѓе ќе се вратат на чело на државата за да се спасат себе си, или ние ќе успееме да ја спасиме државата, тие да не се вратат на чело на државата, а овие да ги испратиме во политичка пензија или да ги натераме да направат една драматична реконструкција внатре, да расчистат со криминалот, ако сакат во некоја широка комбинација да продолжат да владеат во Република Македонија. Ова беше нашата анализа. Анализа на Палевски, на Палчо, на бегството, на убиството, на целата таа мизансцен структура која е позадина на целиот овој случај, која рамка на целиот овој случај, кој може би ни дава смерници што се случило, што ќе се случи, кои ќе бидат политичките реперкусии, кој стои некаде во позадина на целиот тој случај, може би е големиот играч кој ги влече конците, овие се само кукли кои извршуваат одредени работи. Дали треба да се направи одредена дестабилизација? Дали се ова што се случи личи на Коста Кецмановиќ и тоа што се случи на почетокот на мај минатата година во училиштето Рибникар во строгиот центар на Белград? Има елементи кои може да укаже дека има некакви сличности, може би да нема некакви сличности, но и двата случаи се за дестабилизација на две соседни држави кои се може би клучни за безбедносната разврска тука на Балканскиот полуостров. 45 минути или најмалку 45 минути, многумина од вас ми замеруваат дека правам долги анализи со многу
пикантни информации со многу комбинации, тоа ги прави во наводници тешки за гледање тие анализи. Бијќи треба да имате многу знаење, многу презнање за да може да разберете што се каже во анализите и да направите одредена предикција што ќе се случи во иднина во Република Македонија. Ова е нашата анализа. Гледате во вторник имаме одлична политичка анализа кој е планот на Албин Курти за пензионирање на Али Ахмети. Во недела во 22 часот ќе имаме интервју, бидејќи нема да имаме анализа на анализа и повторно анализа, после 4,5 месеци направивме една анализа за луѓето кои не се мембари, за да не се почувствува дека се запоставени. Може би пред изборите ќе имаме уште една или две анализи за да може да видите во кој правец кои од политичките разврски. Ако ви се допадна ова емисија, ново дружење, вторник за мембари, вторник 22 часот и 30 минути, за редовни гледачи недела 22 часот, до вторник и недела. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.